Почитувани, точно една година откако локалната власт во аеродром е под раководство на СДСМ и Златко Марин. Разочарувањето на жителите од аеродром е огромно. Памфлетот делен пред локалните избори единствено остана да сведочи за се што беше ветено, а по само една година власт на сите повеќе од јасно име дека ќе остане само на ветување. Да се потсетиме што ветуваше Марин. Чиста вода и чист воздух. Во изминатата година загадувањето на воздухот во аеродром бележи рекорди, а градоначалникот нема намера да преземе ниту една мерка за подобрување на оваа ситуација. Повеќе пари за граѓаните. Не само што нема повеќе пари за граѓаните, напротив, има појава на масовно сиромашување на граѓаните преку покачување на цените на скоро сите производи неопходни за задоволување на секојдневните потреби. Отворена и услужна општина за сите. Ниту еден отворен ден на општината. Запирање на градежниот хаос и мораториум на нови гради. Сите сме сведоци што се случува во аеродром со изградбата на нови згради. Мораториумот и запирање на градежниот хаос не е ниту на повидок, а Марин, воден од тесно партиски и бизнис интереси, за само една година овозможи изградба на повеќе од 1100 нови станови во аеродром. Гасификација. Една од најавените мерки за борба против загадувањето, која за жал, поради неспособноста на кадрите на СДСМ, нема да чекаме да се реализира. Паркинг решение за цел аеродром и преземање на ингеренциите за паркинзите од град Скопје. Ветување кое Златко Марин не е способен да го реализира, а револтот на граѓаните се поголем. Подигање на нивото на комуналниот ред и хигиена. Ако пред една година аеродром беше синоним за општина со перфектна хигиена, за жал, денес тоа повеќе не е така. Граѓаните се сведоци на преполни контејнери, ѓубре по улиците и нови депони. Хигиената станува сериозен проблем во аеродром. Проширување на индустријската зона на подегот Долно Горно Лисиче. Уште една лага на Марин и СДСМ за уште едно разочарување на жителите на аеродром. Изградба на две нови градинки во Мичурин и Тодор Чангов. Ветено, неостварено, а за жал не е ниту на повидок било каква реализација на овој проект. Ново средно училиште гимназија. Аеродром нема да ја види ниту реализацијата на овој проект. Помпезно најавуван од Марин во предизборната кампања. Нов дом за стари лица. СДСМ покажа и докажа дека грижата за повозрасните граѓани не е дел од нивните планови. Повторно, како и многу пати досега, пензионерите се излажани. Нова општинска зграда, нереализирана. Мултинаменски културен центар, нереализиран. Замена на сите азбестни цевки за водоснабдување, нереализиран. Нови коридори на булеварите Февруарски поход и Јаслом, два нови моста и нова сообраќајница за поврзување на аеродром со кисела вода, нереализиран. Нова амбуланта во населба Лисиче, огромна лага на СДСМ со која предизборно ги бараше гласовите на аеродромци. Уште поголемо разочарување од нереализираното ветување. Не е ниту на повидок. Затворен зелен пазар. Единствено може да се види во памфлетот на СДСМ. Златко Марин може би и не знае дека има ветен оваков проект. И уште многу други ветувања неостварени од страна на Златко Марин. Неработење, лаги и манипулации. Ѓубре и негрижа за општината. Стана синоним за аеродром. На аеродромци за само една година им стана кристално јасно дека буквално беа излажани Златко Марин и СДСМ. Благодарам.